Повели, значи не знам дали следеше досега, ние досега зборувавме за перцепцијата на младите за мултикултурализмот, па ако може нешто на ово тој дел да ни кажеш. Така, ви благодарам и јас за оваа покана. Жал ми е што не можев да ве дружам таму во живо заради обврски, но еве и вака со модерната технологија нели можеме да споделиме одредени искуства, знаење, мислење и слично. Јас ќе се согласам со претходните говорници и ќе додадам дека мултикултурализмот и соработката меѓу различни етникуми е суштината на нашата држава и суштината на опстанокот на Македонија, и ние тоа мора да го негуваме. Би требало ние како млади да го водиме тој процес, но мислам дека има уште многу засегнати фактори кои што мора уште повеќе да се вклучат за да го заекнуваме овој дел од нашето живење и да можеме навистина да ги видиме бенефитите целосно од меѓусебната соработка, разбирање, запознавање и секојдневна комуникација. Јас само би кажал дека сметам дека изминативе години се заекнуваше мултикултурализмот. Не би рекол дека е на кревки, е на стаклени нозе, дека е кревко, но исто така не можам да кажам дека го имаме максимумот, но мислам дека забележавме изминатите години дека сега не е толку лесно да се воспостави, да се предизвика, да се поттикне некаква нетрпеливост, некој недоразбирање и слично. И мислам дека тоа зависи најмногу од нас и тоа е така најмногу заради нас младите, затоа што знаете, ние побрзо си го гледаме својот економски статус во општеството, отколку оние бариери кои што порано биле вештачки поставени меѓу нас, пак ќе кажам особено младите. Така што ќе потенцирам дека уште еднаш дека мултикултурализмот, соработката меѓу различни етникуми, сите како граѓани на оваа држава на Македонија е суштината на опстанокот на државата и на нас како општество. Сотир, ти доаѓаш, значи ти живееш во една општина која што е со многу интересен културен состав, етнички и секаков, како што и ние живееме, меѓутоа Крушево е малку многу интересно, Крушево по составот. Како живеете таму? Дали се почитувате? Дали се препознава различноста на другиот, мултикултурата? Дали ја почитувате, дали ја негувате? И Крушево исто како цела држава се заснова, својот опстанок го заснова на мултикултурализмот, на мултиетницизмот, ајде така да кажам. Знаете, познати се сите оние кажувања, прекажувања за периодот од Илинденското востане, нели, кога сите граѓани без оглед на вера, исповест и етничка припадност се вклучувале во борба за слободно Крушево, за слободна држава. Мислам дека така функционираме и денес со таа разлика што денес функционираме за подобар економски развој, за се она што ни треба нас како граѓани, без оглед на етникума, да го бараме сите заеднички. И мислам дека соработката и заедничкиот живот, мислам дека во Крушево одат во една многу позитивна насока. Секако тука секогаш многу е важна политичката волја, од тоа не можеме никогаш да избегаме, но она комуникација што има меѓу граѓаните е навистина на природна комуникација, дури до позиција да тие разлики кои што ги имаме на некој начин да не се спознават. Имам впечат дека се е насочено кон подобрување на секојдневното наше живење, затоа што знаете се соочуваме со различни проблеми кои што се заеднички за сите нас. Навистина дискриминацијата, посебно нели по етничка припадност, е присутна и тука можеби припадниците на ромската заедница имат најмногу да зборуваат. Јас, бидејќи се согласувам со поголемиот дел од тоа што го кажаа соговорниците, јас би се осврнал на еден друг дел кој што како припадник на влашката заедница, ова го кажав и во неколку емисии на влашки јазик по пописот кој што беа поврзани со пописот кој што се спроведе минатата година, а тоа е дека дискриминацијата постои кон сите етнички заедници, некаде повеќе, некаде помалку, тоа постои кон влашката заедница, иако можеби не е толку видливо, не е толку истакнато, но сепак постои. Она што мене
мене повеќе ме погодува каде мислам дека ние потфрламе, а тоа е само цензурата, односно она што сметам дека е најмногу присутно кај властите изминатите неколку години, односно таа само цензура да не се декларираме отворено, да не окористиме нашиот мајчин влашки јазик и да не се декларираме постојано како власи, како граѓани на Македонија, но како власи припадници на таа етничка заедница. Зошто кажувам ова? Не за да не зборуваме за дискриминацијата, туку затоа што ова само цензура која што јас ја толкувам, сметам дека е еден чекор поназад, односно доколку успееме да ја надминеме и се бориме против оваа автоцензура, така наречена автоцензура, ќе го поплочиме патот кон намалување на предрасудите и на дискриминацијата. Секоја приказна нели почнува од самиот себе, секој животен пат почнува од самата единка, самата личност и токму ние конкретно во случајот властите, поаѓајќи од таа автоцензура дополнително ја поттикнуваме дискриминацијата, го поттикнуваме зголемувањето на предрасудите кои што исто така може да се манифестира и кон другите етнички заедници. Така што ајде да заклучам на овој мал дел, дискриминацијата постои, треба уште многу да се работи во тој дел, како што спомна и претходните соговорници, но исто така, поаѓајќи од субјективен аспект, од аспект на влашката заедница, сметам дека ние како власи, граѓани на оваа држава, треба да работиме на отстранување на таа автоцензура и да ја негуваме, да ја промовираме сопствената култура, сопствената традиција, да го зборуваме сопствениот јазик, затоа што и така, не само што ќе придонесиме за самата наша заедница, туку ќе придонесиме за мултикултурализмот во државата. Ти благодарам, Сотир, јас ќе се надоврзам на влашкиот јазик. Ние имавме пред неколку месеци во нашите интервјуа токму на оваа тема, каде што еден наш учесник кажа, може би сте гледале дека влашкиот јазик е речиси најзагрозениот во нашата земја, а има доста власи, меѓутоа, нели како што кажуваш и самиот, влашката заедница си правела автоцензура. Јас сум сведок на тоа, бидејќи сум живеам се уште со соседи власи, сум се трудела да го учам јазикот кога тоа го правеа дома, кога го говореа дома. Меѓутоа на улица не, сега е малку поинаку. Мислам дека ти рече дека треба вие сами власите да работат на тоа. Мислам дека нема институционална пречка, доколку ја има, значи треба сами да општеството, заедницата сама да потегне за да не се случува дискриминација, да не се само дискриминира. Прво нели започнуваш од себе, па потоа одиш на повисоки инстанции. Дали мислите да одите значи ова прашање да го потегнете малку поинституционално? Прашањето за влашкиот јазик. Токму така, да, има одредени пропусти, има проблеми кои што се рефлектираат и на влашката заедница, тоа особено изминативе години е видливо преку јазикот, нели често пати знаеме да видиме случаи каде што јазикот не е достапен, каде што графата за власи не е достапна, така што да, неопходна е таа институционална поддршка, но повторно аз би се навратил на тоа дека ние можеме да ја поттикнеме со самото тоа што ќе истакнуваме нашата припадност и ќе говориме влашкиот јазик. На тој начин ние ќе имаме аргумент плюс, ќе имаме поголем кредибилитет пред институциите, да бараме поголема застапеност, да бараме одредено, ајде да кажем, изедначување во однос на застапеноста и слично. И знаете, сите оние придобивки кои што исто така произлегуваат од рамковен договор и така натаму да се рефлектираат и на сите заедници, бидејќи јас искрено, еве лично повторно субјективно искуство, не сум почувствувал дека некогаш како влав сум имал некаде
не предност, но еднаква шанса. Дури мислам дека во одредени моменти сме биле дискриминирани, тоа обично е највидливо кога запишувате факултет, па се сместувате во студентски домови и слично. Сметам дека и ден денеска тоа е само на хартија, односно тоа заокружување дека сме власи, македонци, албанци и роми, од една страна може да доведе до поголеми поделби, но од друга страна во неголемиот број случаи според мене не значи ништо и не носи голема придобивка. Така што да, ние како влашка заедница, еве неформално или формално организирана, треба да се факторизираме, да ја факторизираме нашата култура, да го говориме нашиот јазик, да бидеме присутни во медиумите и најпросто кажано ете да не се срамиме да бидеме власи или што и тоа да сме, со што мислам дека ќе отидеме чекор понапред за институциите да почувствуваат дека ете нивото на одговорност ќе мора да го подигнат и тие. Концептот едно општество за сите е навистина еден добар концепт. Тоа представува еден широк концепт и како што и вие самата кажавте, тој концепт и не се однесува само на етничките заедници, тој се однесува на лица со посебни потреби, на секоја група на граѓани кои што би требале да дојдат под еден чадор и кои што би биле сите еднакви пред институциите, пред законот, би ги имали истите права, истите можности и слично. Затоа јас потенцирам дека навистина ова е еден добар концепт, но исто така представува еден широк концепт за кој што нереално би било да се надеваме дека суштински подобрување би виделе во само неколку години, бидејќи сметам дека ние до овој концепт дојдовме од едно премногу поделено општество кое што тешко знаеше за соработка. Така што јас апелирам да се продолжи со суштинско работење, со суштинско имплементирање пред се на стратегијата и она што јас би го препорачал или ајде едно свое мислење да кажам, сметам дека добар дел од воспоставувањето на овозможувањето на ова едно општество за сите не се однесува само на институции или конкретни лица кои работат со ајде во случајов етникумите, различните етникуми, туку сметам дека во праксата треба да се посвети сериозно внимание на функционалноста на институциите, затоа што едно општество за сите, како што кажав, нели според мене подразбирам еднаквост пред законите, пред институциите и слично, така што мора институциите да бидат максимално функционални за да има простор, за да има предуслов за тоа едно општество да се реализира. Дополнително јас би препорачал да се оди повеќе во соработка со невладиниот сектор, односно да се остави повеќе простор невладиниот сектор да работи на вакви активности, да работи на вакви проекти, а влијанието на владата, да кажеме на институциите, може да биде помало. Сметам дека ќе потикнеме повеќе реализација на овој концепт преку поголема соработка и преку поголема поддршка на невладиниот сектор да работи на ова поле. Така што од една страна владата би требала да работи на воспоставување и на подобрување на функционалноста на институциите, затоа што тие ќе го донесат овој концепт поблиску до секој граѓанин, до секоја група на граѓани, и од друга страна да се овозможат на некој начин со возможи невладиниот сектор да работи повеќе на ова поле, со што сметам дека и ќе се подобри состојбата, но исто така ќе се подобри транспарентноста, видливоста и слично. Така сите тие активности, сиот тој концепт нема да биде со политичка позадина која што не може на секој да му е блиска и добре дојдена, но се повеќе ќе се доживува граѓанска. Иако пак ќе потенцирам дека за мене ова е еден одличен концепт, но е премногу широк и мора уште многу да работиме, па и ние граѓаните, ајде да кажам младите, доброволно, неформално да се вклучиме. Јас најпрво
сакам да ја пофалам работата на вашата организација на Цивил. Мислам дека работите на тековни прашања, тековни проблеми, тековни теми кои што навистина заслужуваат внимание, заслужуваат медиумско внимание и драго ми е што имаме една организација како Цивил која што тоа го прави интензивно и во континуитет, така што ве поттикнувам да продолжите и драго ми е што нас младите не вклучувате во целиот тој процес. Втора работа што сакав да ја потенцирам е поврзана со нешто што на почетокот го кажав, а тоа е дека кај нас многу работи па така и мултикултурализмот со животот зависат од политичката волја. Јас ќе се вратам на контекстот на мојот контекст во Крушево, односно како вработен во општина Крушево. Знаете зошто велам дека многу работи па и мултикултурализмот, соработката со животот зависат од политичката волја. Зависат затоа што многу важно е колку една локална власт ќе реализира проекти, ќе помага на граѓани кои што доаѓаат од различни етникуми. Изминатите 4,5 години се воспостави една пракса во која што ова локална самоуправа во Крушево се трудеше да реализира проекти на секаде низ општината и со тоа се опфатија сите групи на граѓани кои што тука живеат, од македонци, албанци, власи, турци, бошњаци и така натаму. Тоа е многу важно да продолжи затоа што тоа гледаме дека дополнително ја поттикнува соработката, го поттикнува со животот, бидејќи знаете ако реализирате проекти особено од областа на инфраструктурата или оние основни предсе потреби на граѓаните, лесно може да се на една страна, лесно може да се појави одредена нетрпеливост. Знаете, ако правите поделба и во реализацијата на проектите и реализирате само кај одредена група на граѓани, тоаш ќе си направите проблем, ајде така да кажам, кај останатите групи на граѓани. И затоа драго ми е што изминативе години се работи на тоа да се работи на секаде. И мислам дека и тоа е уште еден аспект во кој што можеме да го постигнеме едно општество за сите, затоа што да не се гледам за кого се гради, туку едноставно да се гледат потребите и што треба да се направи за тие потреби да се задоволат без оглед од кој дел на општината или државата доаѓа. Така што јас сум оптимист, оптимист ќе бидам дека се воспостави еден таков стандард барем во општина Крушево, да не говорам за другите општини во кои што и наредните градоначалници од било која гарнитура дури и да немаат голема волја, на некој начин ќе имаат одреден притисок, позитивен притисок дека тие ќе мора да работат за целата општина, а не обемноста на проектите, бројот на проектите да бидат поделувани, да се делат меѓу една или друга етничка заедница. Само така можеме да продолжиме да оградиме ова општество, да живееме сите заедно и да го спречиме барем до некаде тој наплив на иселување кој што нели во помалите градови е уште поприсутен, нели движење кон поголемите градови во државата па и во странство. Иако е малку тешко, јас останувам оптимист затоа што знаете во локалните самоуправи доаѓа една гарнитура прави едно, доаѓа друга гарнитура прави друго и не се обезбедува континуитет и стратешко работење, но она што годините што изминуваат се прави, сметам дека ќе постави една повисока црвена линија од која што ни еден друг градоначалник, ни еден друг совет не би можел многу да ја поместува, односно ќе биде постојано под будното око над секоја етничка заедница, над секој граѓанин и да мора да се решаваат проблемите подеднакво колку што е можно, сепак на секаде.